Здраво на сите. Јас се обидувам сега да се наместам. Така, се надевам сте добри. Ам, Јас имав мали проблеми, сега веќе немам. Добре. Има некоја промена во Зумов и некако не можам. Весна, можеш ли да се пинуваш и ти? Здраво на сите. Супер што сте тука дојдени да се видиме и да разговараме за една толку интересна тема. Не знам што ми е проблемот со со изгледот. Zoom имаат направено промена на ова вебинарите и јас во моментов не можам да се снајдам, така да извинете. Само да видам дали ќе успеам Весна да ја пинувам исто како мене. Не ме слуша Zoom во моментот. Таман додека дојдат сите. Она што ми работи е сигурно работи шерот. Знаете што, јас ќе излезам и ќе влезам повторно. Мислам дека имам уклучено нешто што ми прави проблем сега во моментот Дайте ми една минута, ќе излезам од состаноков. Ако ми успее и тоа, пошто ништо не ме слуша што штракам. О, Боже мој. Добро. Видов што е грешката. Како и секогаш. Добро, Весна, еве си ти тука. Вака. Супер. Добро, видов што сум ставила на ова СС. Не е важно, битно се снајдовме. Дечки, здраво на сите. Тука некаде ќе го почнеме овој заеднички вебинар кој што го смисливме со Весна. Здраво, Весна. Здраво, Биле. Има многу луѓе сега ми се јавуваат и ми пишуваат, паскодот не може да го најдат на мејлот. И тој ме предизвик. Да, еве го пасвордот. Јас сега ќе го ставам во чатот. Само малце, може ли да се го нагласиш твојот глас? Еве го пасвордот, може ли да го ископирате од тука да им го пратите? Таман ќе почекаме. Дали ме слушате мене добро, кажете ми? Да. Одлично те слушам. Супер, одлично. Весна, ти, кажи ни што те слушнеме тебе? Еве, фала што беше иницијатор да го направиме ова заеднички. Да. Весна, ја молев. Зборевме со Весна повеќе пати, викам мора да направиме, и на крај убедив. Тоа е супер, затоа што сите ќе можеме преку нашиот разговор и вие ќе може да прашате работи кои што ви интересираат. Бидејќи не знаеме колкава ќе биде групата, еве сега се отприлика 20, 25, може 30 и повеќе луѓе ќе бидат, може да поставувате прашања во чатот додека ние зборуваме, или пак на крајот почекајте да завршиме со зборувањето, па потоа може да поставувате прашања или дури да се приклучите, а ние ќе сме тука, нели, да одговориме, да разговараме и така натаму. Така да ете, тоа е она кое што сега сакав да го споделам.
Весна, дали да почнеме, што викаш, и да почекаме уште некои 5 минути, бидејќи е 34, значи јас сум За секогаш 2 минути може да почекаме. добро. Јас сум како швајцарски часовник некогаш. Секогаш сакам да почнувам на време, некако тоа ми е баш добро, ба јас исто и мене некој ме праша, не можеше да го најде, да ја најде лозинката. Ајде да видиме сега дали ќе успеа да влезат. Дечки, се радувам што се гледаме вака, одамна не сум правила ни јас одамна предизвик, вака, а ова е всушност многу бав начин на разговор. Наместо на Инстаграм, мене ми беше желбата на Инстаграм да го направиме, ама со Весна се договоривме да биде на Zoom, бидејќи така ќе може и да поставите прашања, ќе може да споделите, полично е, поинтимно е. Овој разговор се снима, исто така сакам да ви кажам да знаете, ако ви е тоа важно, да може да знаете дека се снима. Така да, и ве чекаме уште неколку минутки за да се приклучиме и да почнеме. Може да ми кажете, например, од каде доаѓате? Дали сте сите од Скопје, Ива? Скопје го рачунаме како главен град на ваквото. Нели? Дали сте сите од Скопје? Здраво друштво, од Скопје Може сум. на чатот да ни Може напишете. така? Ајде. Да, и исто така, ќе биде супер ако внимавате. Здраво на сите. Фала ви што уклучивте камера, Марко, барем да видам некој друг, освен ја и Весна. Може да ги уклучите и другите камерите, значи многу ќе ни помогнете на нас. Знам дека има едно правило на други семинари, дека бидејќи сме сите тука зборуваме и на некој начин сите споделуваме, ќе споделиме нели лични работи, така да доволно е тоа да може да се видиме, да не бидеме затворени, но како сакате. Здраво на сите, здраво Дарко. Еве Тања е од Скопје. Ангел еве ми пишува, не можам да се вклучам на предавањето. Чекај да му го сликам кодот. Ми бара лозинка. Дека тој пас кодот. Да, ја вака ќе го сликнам ова. Што ми е така најлесно. И ќе ја праќам оваа слика на оние кои што ќе ми пишат. Секогаш кога се регистрираме на Zoom, автоматски добивате мејл, на вашиот мејл ја пишува лозинката. Меѓутоа, не знам, можеби овој пат лозинките бараше да има и букви, можеби тоа е збунувачки. Така да мислам дека тука некаде може да почнеме, Весна. Така? Може, да. Ете, јас како хост, како водител на настанов, ќе споделам нешто на почетокот јас, потоа со Весна се договоривме, си направивме една од прилика некаква динамика, што ќе збориме, како ќе збориме. И она што сакаме да почнеме е со тоа што сакаме, нели, првин да се представиме ние, кои сме, што сме. Или затоа ја направив оваа мала презентација по нејзе ќе одиме. А потоа ќе може да, мислам, потоа имаме одредена тема која што ќе сакаме да збориме, бидејќи темата ни е успех во оваа приказна. Ќе зборуваме за успехот од аспект на констелации, тоа и нашите искуства кои што се во врска со тоа. Оние кои што не ме знаат, јас сум Билјана Пешева, професионален обучувач за возрастни, йога инструктор, велнес коуч, автор на книга и веќе неколку години терапевт во семејни констелации. Всушност со констелациите, бидејќи вака мојот животен пат удел паралелно духовен и психолошки, секогаш сум одела уште од многу млада на разни психолошки едукации и обуки, тоа ми беше многу голем интерес во животот и паралелно бе влезена многу во духовноста. И некако техника која што ги обединува сите овие две аспекти, секогаш сум сметала дека е нешто посебно. Така да во текот на мојот живот имам сретнато неколку техники кои што ги обединуваат овие два аспекта, психолошкиот, енергетскиот, духовниот на некој начин. Но кога се сретна во 2023 ми се чини со мојот учител Андреј Каримов, на таа прва средба која што всушност отидов на семинар заради тоа што купив карта за ќерка ми, ама ќерка ми не кеше да оди, си викам сега јас да пропадне семинарот, нема да пропадне, и така отидов на семинарот. Кога ја видов мукта која што имаат констелациите и при тоа има голема психолошка цврстина и
и како да ви кажам, насока во која што се отвараат работите, на вистина ме плени. И мислам дека последниве години на некој начин и животот ми се смени. Први, многу мои лични теми ги обработив и ми направија голема промена. А второ, тоа што работам со луѓе, исто така ми помага многу подобро да го правам тоа. Така да ја секогаш вложувам во моите психолошки, да речеме, надградби, бидејќи тие ми помагаат да работам со луѓе. Толку за мене, сега Весна нека се представи. Да. Значи, јас сум Весна Стоименов, сум по професија психолог, магистар по клиничка психологија. 20 години сум во едукација од разни психотерапевски правци, со семејни констелации од 21 година. Првиот интерес ми се појави кога прочитав книгата Синдромот на предците, ве сега земав, од Ансен Шолтернберг, и ги изгледав сите видеа на YouTube на Берт Хелингер, но тоаш не ми остави некој впечаток. Мислев, што е ова театар, луѓето само плачат и воопшто не го ни разбирав методот ни ништо. Потоа отидов во Софија кај Людмил Стефанов на констелации, кога застанав прв пат во полето, решив дека јас тоа ќе го учам. 2 години идев првен за лична работа, значи одев во Софија, во Белград кај Владо Илич, и 23 година исто бев кај Андреј Каримов на едукација и кај Илица од Софија, од Арт терапија институт. Имам посетувано и повеќе други едукатори, така да ми се допаѓа методот и како некој што се занимава со психотерапија, многу надополнува и многу лесно можеме да дојдеме кај коренот на проблемот. Така И е. затоа така ме плени. Ептени, лесно ми иде. Мислам, Да. така, А привлекува. јас и Весна инаку се познаваме од многу одамна. Одевме заедно на трансакцијска анализа, не знам, неколку години, повеќе години, многу одамна беше тоа. Така да последниве години некако преку семејни констелации се поврзавме, одиме заедно некогаш на едукации, така да ми се допаѓа многу и многу сакам навистина кога е нешто добра техника која што носи добро за мене, нели први лично, потоа за сите други навистина е нешто што треба да се, да кажеме, расшири, прошири и да се види. Така да, тоа е отприлика кое што сакавме да се представиме ние, чисто да знаете. Она кое што ќе го работиме сега, кое што ќе го зборуваме, тоа ќе ги опфатиме следниве работи, бидејќи се договоривме да збориме од аспект на успех, како успехот, нели гледано преку констелации, може да влијае во нашиот живот. Ќе зборнеме нели што се констелации, што се системски семени констелации, како да го разбереме успехот низ призма на констелации и ќе правиме нели и мали вежбички или експерименти кои што ќе може вие нели сите да добиете за себе нешто од тоа. Па сега на почетокот ќе ве замолам сите кои што сте тука за миг, јас ќе ве водам една мала мини медитација. Ќе ве замолам за миг да така како што седите, доволно е само да сте исправени, не сте легнати у некој кревет. Па добро, дури и да сте, може да сте подприте на некоја фотелја, да ги затворите очите за миг, да го насочите вниманието внатре во вас, на вашето дишење. Нежно вдишете и нежно и продолжено издишете, отпуштајќи го телото и забележувајќи дали во вас има некоја тензија. Тензија може би во умот, може би умор, возбуда. И додека ги забележувате тие работи кои што лежат во вашето тело, издишете, отпуштате го вашето тело. Обидете се со издишување да ги отпуштите сите тие внатрешни тензии кои што ги чувствувате, какви да се. Сега на вашиот ментален простор пред вас, визуализирате ги вашите родители, вашата мајка, вашиот татко, мајката од вашата лева страна, таткото од вашата десна страна.
И набљудувајте се себе си, сензациите во вашето тело, додека на вашата ментална слика ги гледате нив. Какви чувства ви се појавуваат? Каде во телото, каква сензација имате? Дали сте за повеќе за мајката ваша или повеќе за вашиот татко? И обидете се на таа сцена додека ја гледате, да ги видите позади нив и нивните родители, вашите баби, дедовци, од двете страни, па нивните родители, додека ги набљудувате пред вас. Тоа се сите ваши предци. Тие биле први, дошле пред вас. И животот преку нив, преку вашите родители, дошол до вас. Видете ги како ве гледаат. Некој со љубопитност, некој со љубов, некој со возбуда. Знаете, ние луѓето, преку нашето човечко тело, умееме да ја примиме енергијата, да ја трансформираме и генерираме нова. И токму затоа нашите предци гледаат кон нас како надеж нивна, за да она што не било решено, разрешено во минатото, преку нас може да се разреши. Но вие имате свој пат. Видете се, себе си како се поклонувате на нив, на нивните судбини, на нивните тешкоти, премрежија што ги имале. Заблагодарете им се внатре од срцето за животот преку нив што стасал до вас. И на вашата ментална сцена може да им завртите грб и да ги почувствувате дека сега се наоѓаат позади вас. Да ја почувствувате нивната возбуда, нивната љубов, нивното внимание, додека ве гледаат. Го гледаат вашиот раст и развој. И полека и бавно да направите еден чекор ментално внатре во вашата сцена. Да се одделите. И тука некаде може да ги отворите вашите очи, да се протресете ако имате потреба. Ова беше многу мокна, многу мокна медитација, вежба, значи се изведува исто така, нели, во работелниците што ги правиме, со цел да се подсетиме дека пред нас имало толку многу луѓе, приказни судбини, што и да се случувало, во кој што ние на некој начин, живејќи го овој наш живот, сме врзани. И токму тоа се случува и тоа го гледаме преку семените констелации, кои што ги анализираат скриените динамики кои што постојат во семените системи, значи во фамилиите, кои што ги анализираат работите кои што се невидливи за голото око, меѓутоа во полето се отвараат преку представниците кои што ги чувствуваат работите како еден, како да кажам, како преносници на информациите на оние предци кои што претходно биле и при тоа се отвараат многу убави приказни. Ова е на кратко, колку што јас можам да ви кажам за семените констелации. Може би Весна ќе сака да продолжи за
Нели, за да се надоврзеш за семејните констелации и за системските констелации кои што исто така постојат и се работат, тие се насочени кон системите, кон поголемите. Така да весна повели. Ти благодарам. Биле, јас првен сакам да им се заблагодарам на сите кои се приклучија тука денес, што одделија од нивното време и ги охрабрувам, како ќе имаме нели краток дел во кој ќе зборуваме ние, после тоа да постават било какво прашање, се надевам дека ќе им одговориме. Па разлика помеѓу семејни и системски констелации воглавно нема. Хелингер ги окрстил првен семејни констелации, но иако ги викаме семејни, сепак ние работиме со целиот систем. Да. Иако на почетокот, кој ќе кажеме семејни, мислиме дека се само со нашите родители, но тука ги ставаме и нашите предци кои влегуваат во нашиот систем. Ако работиме бизнес констелација, ставаме нашата организација, нашите раководители кои не спаѓаат во семејството, така да опсегот системски опфаќаат поширок опсег, се во поново време и некои нови термини кои исто така се прошируваат, како метаконстелација која воведува Срѓан. Значи, јас сум била на констелација кај што предавачот ја стави божеството мајки, значи не мајката на учесникот, туку мајка како божество, кој ги представува сите мајки од родот. Да. Така да, исто така термините order of love или поредок на љубовта исто значат семејни констелации. Зависи кој термин го преферира, така се употребува. Фактички, семејните констелации ги воспоставува Берт Хелингер некаде во 80-тите години, кога почнал да работи во Хајделбергската школа и се фокусираат на семејната динамика, бидејќи фактички ние сите првиот систем во кој што припаѓаме е семејството. Таму ги учиме оние несвесно ги примаме од нашите родители образците, нели, или лојалноста кого повеќе во наводници го сака, мајката или таткото, и целата приказна што постои помеѓу нив, така да на некој начин за мене семејните констелации се основа, а се друго е надоградба, дека дури и во големите, дури во компаниите на некој начин или се работи системски констелации кои што се повеќе на анализа на односите. Повторно кога ќе навлезете во суштина, во длабочина, секој еден човек бидејќи доаѓа од својата примарен семеен систем, од тука тргнуваат сите тие понатаму, како да кажам, начини на однесување, начини на делување. Ја тоа го велам како една капка вода која ќе капне, ако првата капка вода е семејството, и нели во водата се создаваат оние кругови кои што се шират. Секој еден круг е некој друг систем во кој што припаѓаме, но капката која ќе падне, таа е првата капка, првата од семејството од каде што тргнува нештото. Но треба да напоминаме дека констелациите работат на ниво на душа. Тоа што е несвесно во нас и така се случува во полето. Ние ги знаеме одговорите, но свесно не ги знаеме нашите некои одлуки и влијанија, и на ниво на душа не излегуваат во констелацијата и така ги гледаме и ги решаваме. Знаеш, ова го споредувам, се може како разговор да ни биде, нели, пошто асоциации ми правиш. Нели, кога збориме во полето, се отвара во полето некоја ситуација. Всушност постои во духовноста еден термин кој што се вика акаша, нели, во хиндуизмот, каде што се наоѓаат записите на сите информации, на сите луѓе, сите настани, сите случки, од каде што нели се таму велат дека Никола Тесла, големите души кои што добивале сознание, ги добивале од таму. Така на некој начин ние сите сме ги пренесуваме таа енергија и умееме да се конектираме, и тоа е она поле што Берт Хелингер го нарекува информационо поле, во кој што се наоѓаат запишано сите информации на се што се случило, на сите наши предци кои што може да ги појавиме, да се појават во полето. Преносители, Дејана ми пишува, точно Дејана. Да. Кај него појдовна точка е религијата, бидејќи тој бил нели католички свештеник кој проповедал во племето Зулу, и кога во еден настал видел како старешината решава некој случај во селото, некој човек му се случило нешто неубаво, ги стерува сите и за пола час го решава како случај, тогаш Берт Хелингер го напушта католицизмот, така да кажеме, се враќа во Европа и учи различни психотерапии кои потоа ги интегрира во негов метод. И така настануваат семејните констелации. Така е, да. Да, кои многу брзо се шират и кај нас еве за среќа во последно време стануваат актуелни
Иако во регионот се многу повеќе застапени и луѓето се многу поотворени. Кај нас уште се пробиваме, но на добар пат сме. Така е, да. И исто така, нели, повеќе се присутни жени, нели, помалце мажи. Кај нас во други земји е различно, нели, секој се на некој начин го има тој дисбаланс, ама кај нас притежно еве на работилниците кај мене од 10 души 9 се сигурно жени, еден само машко доаѓа, така да тоа некако фали во Македонија да почнат да работат, да се вклучуваат повеќе, да речеме, машкиот пол во ваков тип на работа, кој што прави многу голема промена. Добро, они се наоѓаат на други начини на решавање. Тоа Така сме е. ние да балансираме. Така, а во однос на успехот, Весна, што ќе кажеш? Да. Што е... Да, Берт Хелингер вика дека првиот успех кој ние сме го постигнале во животот е самото наше раѓање. Бидејќи ние сме успеале од таа темница да излеземе, да дојдеме до светлината без никаква помош, значи зборуваме за тие што се природно родени. Со самото тоа ние сме докажале дека имаме сила во нас која ќе не води во животот и ќе успееме понатаму. Кај бебињата кои се родени со царски рез или со некои други начини, постојат одредени предизвици во текот на животот, но тие може да се надменат доколку тие го знаат и работат на таа тема. Исто така вика вториот успех во животот е тоа што се доближуваме до нашата мајка. Да. Преку цицањето ние фактички го прифаќаме животот од дезе. Но да го дојдеме до животот, ние треба нешто да дадеме. Значи, ние треба да потегнеме за цицањето, за да дојде млекото до нас. Ако, например, и со тоа, фактички, ако ја прифатиме нашата мајка, со се што таа ни дава, ние ќе бидеме успешни во животот. Се прифаќаме и себе си, го прифаќаме и животот во целост. И тогаш секој ни оди со леснотија и со успех. За бебињата кои имаат одредени предизвици, например, биле оставени како бебе, не можела мајката да ги посети, или од некои причини мајката ги оставила за одреден период, кај ние се јавува недовербата и тие носат многу рани одлуки. Јас ќе останам сам, не ми треба никој, јас сум отфрлен. Сите на некој начин имаме такви одлуки донесено, бидејќи повеќето имаме, но не постои безрезервна љубов, зашто и мајката има некаков, нели, доаѓа со некаков програм. И тоа е уствари вечната, како да кажам, вечната борба да ни биде подобро и подобро. Да сака мајката после тоа да му се доближи на бебето, кога бебето еден пат ја барало мајката, не дошло до неа, значи тој ја носи одлуката и веќе резервирано се затвора. И не се воспоставува тој контакт помеѓу и тоа прифаќање целосно. Така. И Берт Хелингер тврди за успех во животот секогаш стои нашата мајка. Колку ние ја прифаќаме во целост нашата мајка, толку животот ќе ни биде со леснотија и со успех. Исто, толку ни го дава мајката. Ние треба со среќа и со радост, колку повеќе ни дава, да земаме од нејзе. Со се што ни дава убаво и неубаво. Значи, неубаво. Да, значи во целост да ја прифатиме нашата мајка, за да можеме така со среќа со радост да го живееме животот. За жал, ние не целосно секогаш ги прифаќаме родителите. Например, во одредени возрасти многиме мани, па они не се добри, па ова вака и еден дел си го отврламе од себе си. Јас, кога размислувам за успех, например, за мене успехот е кога имаме исто така благослов и од таткото, бидејќи на некој начин машката енергија е таа што го гледа патот, ја гледа целта, умее да се исклучи или од емоциите, за разлика од жената која што е разлеана во полето и во просторот со милион детали. И на некој начин, кога таткото ќе го даде тој благослов, без разлика дали е жена или маж, дали е девојка или машко, некако како да се гледа, како да го го добива благослово да го види патот и да продолжи по тој свој пат. Тук тоа е делот исто така од успехот. Така да можеби благословот од двајцата родители дава... Овде не се работи за благослов, туку нашето прифаќање во душата кон родителите. Да. Разбираш, сепак благослов е нешто што они сепак треба да ни го дадат како нешто. А овде самиот живот што дошло до нас е нешто што априори ако ние прифатиме таква мајката, ќе идеме со леснотија во животот. И може има некои луѓе треба да размислиме и ние како сме се родиле, дали природно или требало некоја поддршка, некој да не потурне. Исто за начинот на решавање на проблеми. Например, тие што се родени природно, они не чекаат од друг да дојде да им ги реши проблемите, туку тие кои бараат, тие одат код
животот да го постигнат, за разлика од овие другите, они сметат дека ќе дојде некоја виша сила од надвор и све ќе им се среди. Да, ја имам 2 деца, различно сум породена, така да можам да ти потврдам дека е така. Едното ми е царски, другото не ми е, така да дефинитивно е. Исто моментно може да се работи психотераписки на тоа, така да може да се рече. Да. Мислам, во однос на мајката, тоа го кажува. Баш со леснотија, со радост. Да се ја прифатиме мајката таква како што е и тогаш животот ќе ни биде со леснотија. Тоа е во однос на родителите, но често пати во семејните констелации, еве, мојот учител вели дека околу 70% од работите што излекуваат во констелациите доаѓаат поради несвесната лојалност на некој наш предок, дури да не ја познаваме таа приказна, во нашето поле и во нашиот систем постои и тоа ни прави големи, да кажеме, повторување на истата приказна, големи застои во нашиот живот или пак идентификација и не можеме се чувствуваме како да не можеме да тргнеме. Да, доаѓаат, нели, нашите проблеми може да се создадат од сегашниот живот, од неприфаќањето на нашите родители, но исто така и поголем или ајде да кажам, поголем процент од луѓето со кои што сум работела е некоја преплетеност, нешто што доаѓа од минатото и тоа на некој начин не условува. Како да несвесно приказните на нашите баби и дедовци ги повторуваме. Ги повторуваме. Да. Но често и се заплетуваме. На едно несвесно ниво земаме улога дека ние сме тие помоќните и паметните и сега ние ќе го решиме проблемот. Што исто многу лошо по нас, ама ние не знаеме. Мислам, несвесно го правиме тоа. И затоа има една порака, јас место тебе. Најчесто се случува и децата да земат таа улога, јас место тебе, мамо. И понекогаш по цена на живот. Дури, ако, например, се случува мајката да е болна од рак, детето вика, јас место тебе, мамо. Место мајката да си отиде, детето ја прима несвесно таа порака и оно одлучува да ја земе болеста. Мислам, има многу такви несвесни преплетувања кои ги... Има многу тешки судбини кои ги преживеале луѓе во ова тло. Значи, губеле имоти, губеле богатство. Секоја неправда која е нанесена мора да се види, да дојде во баланс. Ако дојде до нарушување до одредено од законите, тогаш се плаќа цената. Некој треба да го види тоа. Не да ја плати, туку да види што се случува. И најчесто тајните се тие кои прават проблем. Тоа што е изговорено не е. Ама во минатото нашите баби, дедовци и родители за неубави работи не се зборувало, ќе ти не прашувај. И со самото тоа што е тајна, тоа му дава моќ. А да било изговорено, немало да има таква моќ. Така да се тоа влијае врз нас. И на некој начин, еве дојдовме и до законите, може и да ги спомнеме законите кои што на некој начин се следат во една констелација или по кои што Бев Хелингер работи, а тоа се дека секој еден има право на припадност во системот, еве како што спомна исклучените луѓе, оние кои што да не ги спомнеме, деца кои што починале порано, имале повеќе деца, нели едно-две ако почини, тоа го заборавале едноставно. Секој еден човек кој што бил дел од системот на нашите родители, баби, дедовци, пораничните партнери, тие се исто дел од системот и имаат право да се видат, да бидат видени, да бидат прифатени како такви и со самото тоа се слободува енергија. Вториот закон е законот на припад. Ја би те дополнила овде сега. Исто, например, на лица кои, например, некој од нашето семејство се збогатил или придобил нешто на туѓа штета. Исто тој припаѓа во нашиот систем. Или ако е нанесена некоја неправда на некого, тој исто е дел од системот и треба да го видиме. Да. Исто и на нас, ако некој нанел штета, исто е системот. Да. Се вклучува во системот. Да, затоа нели има и поговорка дека нели цената ја плаќаат децата, цената на татковците ја плаќаат децата, како на карма што се вели дека се наредните генерации ја превзимаат. Така да на овој начин всушност го гледаме нештото и на некој начин ја ослободуваме, ја пуштаме, Бет Хелингер вели, енергијата на животот да се ослободи, да почне да тече. Тоа многу ми се допаѓа, бидејќи навистина се чувствува кога се работат констелации тоа. Во однос на припадноста, например, поголема улога има, например, еве во работа, тој што дава повеќе и што има општо добро од него. Например, секоја професија е добра
ако таа им помага и во општо добро на повеќе луѓе им служи. Тогаш повеќе се развива бизнисот, иде полесно за разлика од нешто кај што има некои одредени користи само за некој личност. Значи целта треба да биде поголема и поширока, колку ние даваме со тоа што го правиме им помагаме на другите. Да, да. Тоа е исто во духовноста е така, нели? Таму има еден термин се вика, нели, на старотурскиот себаб, а во хиндуизмот се вика сева, кога работиш несебично и помагаш на другите. Нели, на тој начин си билдаш подобра карма и на некој начин така добиваш една поголема ширина во себе и поголема големина. Има тука еден многу контраверзен коментар, не знам дали го гледаш. Дани Петрова вели братот што го зграбил имотот на татко си без алол и на штета на другите тројца браќа. Да, тоа е нарушување на законот на баланс. Значи неговите семе деца, ако има деца, они нема да живеат во спокој во тој имот. И најчесто се случува некој да се разболи ненадено, па тој имот да отиде, или некој да се занимава со коцка, па тој имот така да отиде многу лесно да го изгуби семејството, или да нема среќа едноставно, например, ако е куќа, не може да живее таму, ништо не им иде во тој простор. Да. И се плаќа цената за тоа и треба да се види. Фактички треба да внимаваме ние како личности, сега ако збориме за себе, дека треба буквално да внимаваме и ние што правиме, бидејќи секое наше, особено свесно дело, ако направиме нешто што не е во ред, дека тоа на некој начин универзумот на друг начин ќе ни го одземе. И тоа е оној закон на баланс кој што е универзален закон и кој што важи за се. Па може сега живее среќно, ама не значи дека наредната генерација ќе биде среќно. Да. Да, најчесто не е наредната генерација дека плаќа, нели тоа што напомена Билјана, дедото јадел кисело грозје, на внукот му трнат зъбите, е тоа. Значи преку една, преку две, може и преку 3 генерации, ама цената се плаќа. Мислам, таков е законот. Ние не сме го смислили. И во да речеме, еве констелациите, јас и Весна бивме на едукација во Бугарија кај Стивен Хауснер. Баш тоа се виде дека 2 генерации претходно дедото го убиле дедото, значи тој човек кој што бил дел од тој систем се уште е во системот на дедото и на некој начин влијае врз личноста кој што имаше болести, кој што дојде да работи на таа тема. Така да ние, бидејќи сите ние имаме некакви приказни во нашите семени системи. Често пати се соочувам да, нели, не ќам да дојдам во група затоа што не ќам луѓето да знаат што ми се случувало, но ние сите во нашите семени родови системи ние не знаеме што се случувало 3-4 генерации наназад. Сегде имаме, како што имаме трауми, така има и ресурси во тие предци наши и токму тоа ни помагаат констелациите да ги земеме и ресурсите од нашите предци. Мене тоа многу ми се допаѓа. На некој начин мудроста од да речеме ајде да кажеме во мојот случај од мојот род, исто така преку нив, преку констелациите доаѓа како благослов назад кон мене, кон тој што работи, нели? Но истовремено имаме можност да ги ослободиме траумите од она кое што доаѓа од таму. Да, и они не ни должнат ништо. Најбитно е дека дошол животот до нас и тоа е доволно. Ние сме тие кои понатаму треба да најдобро е да го пренесеме понатаму, тоа е целта на животот, но и да се избориме за се што сакаме. Не најчесто сега се случи во последно време, а тоа дедо ми као не можам да мрднам. Да, но ние имаме одговорноста за сопствениот живот. Што правам ја и што сум превзела за мојот живот. Не се криви баба ми и дедо ми. Они успеале во секакви, уште многу потешки услови живееле предците пред нас и успел животот да дојде до нас. Треба да сме благодарни со почит кон сите што биле пред нас. И во однос на животот оди како река. Тие позади нас се поголеми од нас, ние сме најмалите. И се, за да нас не иде во животот, треба да се однесуваме со почит и благодарност за сите што ни стојат позади грбот. Бидејќи реката течат надоле, не се качува нагоре. Да, баш во кажано. Да. И во однос, напомена Преска, во однос на давањето. Значи, нели вториот закон е законот на треба да даваме, но и да земаме. Не чини многу да даваме. Ако премногу даваме, тогаш сме спасители, на крај завршуваме како жртви. Законот на балансот.
Значи, и ако премногу даваме, значи тој другиот човек ќе избега, пошто може нема капацитет да прими толку многу, колку ние што му даваме. Затоа и во комуникација, и во пријатели, со партнери, колку даваме, толку и да земаме. Кашти едното навагнува, едниот повеќе дава, другиот си оди. Исто и во врски. Едниот партнер ако повеќе дава, тој си заминува другиот, ама овој јас се направив за него, види го се му возможи, овој сотира, ама тој не можел да го поднесе тоа. Не можел да го издржи тоа ниво. Затоа треба и со пријатели се, колку даваме, толку и да земаме, да не бидеме само да даваме. Да го гледаме тој природен баланс. Тоа е баш природен баланс во комуникација. На енергетско ниво може да се осети, нели? Кога некој дава премногу и кога некој се, мислам, баш така е. Има едно прашање од Диана Петкова, вели како да ги внесеме во системските констелации владеачките гарнитури, зашто сите сме со тој систем. Сите сме во тој систем. Па јас се случува понекогаш да внесам државата. Да. И гледаме како ни влие и, например, и таа си превзема одговорност од одредени дејства. Например, порано во комунизмот биле многу луѓе осудувани неправедно и лежеле во затвор. И сега јас кога правам констелација, значи оно се презема дел од одговорноста. И тоа се гледа како систем. Да. Ние имавме една констелација Елица кога го правеше семинарот со македонци баш со мажи и жени и она се остана запрепастена што се случува кај нас во Македонија. А тоа е многу интересно да го раскажеме, да ти кажам, тоа е едно од поинтересните вежби, мене ми беше. Значи, да ја кажам јас или ти ќе ја збориш? Значи, беше темата, слушнете го, сигурно ќе ви интересира. Вика, сакате ли да видите каква е состојбата во Македонија помеѓу мажите и жените? И ние сакаме сите, нели имаше некои 5-6 мажи на семинарот, повеќето жени нормално, и се поделивме на пола беа од едната страна мажи, во улога на мажи, пола улога на жени, требаше да превземеме, нели не да се поистовитиме со никој конкретно, туку да почувствуваме енергијата, тие што се жени, а тие што се мажи. И одеднашка настана замрзнување. Значи нема движење, мажите и жените стоја, мажите гледаа на страна нешто, жениве исто така застанати, никакво движење. Ова Елица вика, што се случило тука во Македонија? И јас ја викам, а во Бугарија како е вака нели е во Бугарија? Нели тука јас моите егески одма моменти излегуваат. Она вика, не, во Бугарија е различно. Вика, овдека има дупка помеѓу вас. И она што беше многу интересно, ја ставивме мајка Македонија, нели ја ставивме традицијата, за да требаше и мажите и жените да се поклонат кон традицијата, за да настане некаква промена. Втората интервенција што ја направи, ги ставија исто половиот родител позади нас, да го наречеме мажите да добијат силата од својот татко, а жените од својата мајка. И тоа направи малку помрднување, но многу беше статична позицијата. И кога Елица влегуваше во улогите од мажот и жената, се рече дека нели пораката што ја доби кај жените дека треба да ја отпуштат контролата, бидејќи видите тука на овие простори толку многу жени останале сами заради тоа што имаше балкански војни, многу мажи загинале, млади мажи нели во комити, во Прва светска војна, Втора светска војна, Грција, граѓанската војна, и многу жени за да преживеат морале да се замрзнат и нели да ја држат контролата во рацете. А од друга страна па на машките, бидејќи сега нема војни, некако не е созревање, не можат да созреат, нели, и да се почувствуваат видени, да се почувствуваат признаени, бидејќи мислам тоа беше нели она што го кажаа мажите. И после беше многу интересно, вика, сакате ли да видите како е во Мексико? Тоа беше исто многу интересно, бидејќи ја мислев истото ќе биде, не беше исто. Во Мексико, значи кога се поделивме мажи и жени во Мексико, сосема друга енергија се појави. И многу точно и прецизно ги покажува на вистина и каква интервенција може да се направи и каде стои проблемот во таа релација. Да. Овде има едно прашање од Дијана. Значи, треба да бидеме одговорни колку даваме и колку земаме. Ако постојано даваме, значи треба да престанеме да даваме, да почекаме другиот да ни даде нешто. Мајките имаат често пати еден синдром на вечно давање, нели? Мајка сум, па нема смисла детето. И тоа е... Ма добро, мајките можат на децата. Можат. Единствено,
хиерархијата, Да, родителите се тие кои можат безпрекорно да дават на децата, а децата не им должат ништо. Мада кај нас Македонија мислиме јас зашо го чував, под стари години да ме чува. Значи нема детето одговорност кон родителите никаква. Но родителите се одговорни колку можат да му дадат на детето. И не се нарушува тука балансот единствено. Во сите други случаеви се нарушува. Исто во фирма. Ако, например, јас сум раководител и некој не ми извршува работата, јас земам ја извршам за него, исто е нарушено на баланс. И тука после тоа ќе има по мене ќе има штета. Иако јас сум направила нешто добро, нели да спасам работата, тогаш нема да ми бидат благодарни работниците, туку ќе биде свртени поинаку. Единствено законот на баланс, нели родителите даваат, а децата земаат, но единствено големите учители и родителите не мислам даваат и едноставно нема тука законот на баланс не може да се наруши. Едноставно тие даваат професорите. Така, да, професорите, учителите. Тие не ни должнат, не ни се должни да ни дадат ништо. Ако направиме нешто за нив. Да, така да ми остана законот на хиерархија, тој значи дека тие што дошле пред нас и се многу поголеми, исто и на работа. Ако ние сме дошле во некоја позиција сега, ме назначиле мене како директор, ја треба да идам со благодарност кон сите претходно што биле на таа позиција и што работеле. За да можам со леснотија да работам и со успех во таа работа. Ако јас не ги оважувам и се правам паметна, сега ја ќе ви покажам како јас знам да работам се, тогаш завршува лошо по мене, нели, на таа позиција. Да, исто како и политичарите или председателот на државата, ако не ги почитува, нели, бидејќи он е представник на народот е пред него, многу често пати завршуваат, нели, не можат да спијат, имаат многу болести, многу проблеми кои ќе го изгубат тој момент. И затоа, нели, не за џабе велат дека дори влегувањето во политиката е на некој начин треба да си свесен што правиш, бидејќи ти си помал, ти треба да служиш на народот, а не обратно. Или споредено со тоа што се случува во целиот регион, не само во земјата. Да. Исто во семејството. Значи, братот постар, сестра се пред нас, родителите се пред нас, ние сме помали. Првата жена на нашиот сопруг сега е прва жена и она го има местото, ние сме втори. Така да, сега треба да се почитува таа хиерархија и да се уважува од тој што доаѓа. Вториот дел од законот е дека новиот систем има право на предност пред стариот систем. Новиот систем значи дека ако се во една фамилија, нели, има нов брак, се венчаат младите, тој систем има право на предност пред стариот систем, бидејќи преку новиот систем може да настане промената. Така да тоа е исто многу интересен момент, каде што особено во ние семени релации, каде што живеат свекрва, сна и така натаму и целото тоа мешање, многу појасно се гледаат работите кога ќе се види дека новиот систем има право на предност пред стариот систем. Да, овде има едно прашање од Дијана, не, во овој случај не значи. Читай го прашањето. Ајде, во случај кога ќе ти речат работи како сакаш, снајди се, не ти го предаваат работното место како е работено претходно, дали така како што ќе работиш, ќе се свати дека ти им ги покажуваш како се работи. Па во одреден степен не, бидејќи они ти викат снајди се, работи како знаеш. Ама ти треба да почнеш од моментот кога што ти не да го оправаш на тој претходно што не завршил. Туку јас почнувам од денес и од денес ги средувам документите или што е да е работата. Или сум наставник кој предава во школа. Значи продолжувам од таа лекција кај што застанал. Не тие испуштените, до тука е моментот и јас продолжувам напред. Во врска со родот, кога доаѓа до престанок на продолжување на родот и зашто тоа се случува, кои блокади се јавуваат и како би се решиле? Во врска со родот, значи во врска некој од родот не останува труден. Значи има случаи, например, ако во родот доаѓа, например, се раѓаат само машки деца и после се раѓаат само женски деца. И тука мислам дека нема наследници, но според семејни констелации има наследници, значи женски деца се раѓаат, например, кога премногу мажите били исклучени од емоциите, кога не чувствувале. Значи претходната генерација негде не чувствува, заробена, нема емоции. И тогаш системот дава женски деца. Да.
за да се покаже нежноста, да се развие, за да се продолжи родот. И на тој начин се продолжува родот по семени констелации, иако нели во македонската традиција е само машкото е тој наследникот. Според Хелингер се продолжува родот и по женска линија. И сега, дали скроз нема, тоа треба да може да се види зошто доаѓа до престанок. Тоа е преголема тема. Да. Зашто доаѓа престанок може да доаѓа од повеќе фактори, тоа е индивидуално. Ја на едни констелации бев со еден учесник и он кажа, јас сум последно тој единствениот наследник од двете страни, од мајка ми, од татко му, онака баш. Беше многу силно, а при тоа беше со многу болести, многу така. Ама тоа е нешто поголемо во животот. Ние не можеме тоа да го правиме. Да. Мислам, животот си има некои негови правила, некои динамики. Имате ли прашање сега? Има некоја судбина, што вели Хелингер. Треба да си ја прифатиме судбината така како што е, и кога ќе ги прифатиме работите, многу полесно одиме напред. Тоа е да не се лутиме, тој во психологијата, да не се лутиш цело време, кој е крив, оној е крив, ради ова, ради она, туку да прифатиме одговорноста и да ги видиме реално работите кои што се И во однос на успехот, најдобро е да си поставиме цел. И кога имаме поставена цел, да ја гледаме целта и така полесно одиме кон нејза и да действуваме од сегашноста. Да не се вртиме кон минатото, па сега пред сите ќе ги оправаме, туку јас сум сега, што можам да направам јас од овој аспект сега? Кои се моите ресурси, каква поддршка ми треба, и гледам напред и се движам напред. И се што е во сега моментот ја го користам и се движам кон постигнување на целта. И само тогаш можеме да успееме. Кога знаеме на кај гледаме, а да гледаме напред во иднината, во поставувањето на целта. Ако премногу се вртиме кон минатото, тогаш си го губиме времето и животот. Да, ма тоа е несвесно, вртењето назад во минатото, чисто да го објасниме, несвесно е кога се уште имаме, да речеме, врзани сме со мајката или таткото нешто не сгрешил, па се навраќаме назад. Значи, многу често пати несвесно луѓето тоа го прават. Да, ама кои сме ние да осудуваме родителите дека не сгрешиле. Така, и затоа во полето кога ќе се постави, да речеме, некоја тема, може да се види каква е скрината динамика која што нели некој ќе рече јас сум независен, живеам одделно од моите родители, а во полето ќе се види дека всушност е цело време залепен до мајката или до таткото и се уште служи како некаква, не знам, некаква играчка или некоја препрека помеѓу нив двајцата. И заради тоа добро е да се види во полето што ќе се отвори, бидејќи се отвараат работи кои што ние на свесно ниво не можеме да ги видиме. Да. И од една позиција мета, од страна, може на вистина да се види целата состојба како и каква е таа скрина динамика која што постои. Да, ама и самиот момент ми сгрешил. Кои сме ние да им судиме на другите луѓе? Значи, ние автоматски се ставаме во улога поголеми од родителите, а тоа не е добро по нас. Треба да се намалиме за да животот иде и реката на животот да продолжува и да тече, идеме со леснотија, а не да се бориме. Така е. Баш да ги прифатиме такви какви што се и себе си да се прифатиме. Кога се прифатиме, тогаш можеме да се трансформираме и менуваме. А не постојано ова не ни чини, она не ни чини, ја ќе го менјам тоа. Не доаѓа така трансформацијата. Туку така ние се бориме постојано со нешто. И ништо не постигнуваме на крај. Така е. Ајде прашање некој, дали има некакви прашања? Може и со звук да се уклучи било Да, кој. може да се уклучи да дигнете еве раче на екранот. На вистина нешто ако ви интересира слободно, може ли да опишете какво е тоа поле од кое што може да се видат информации? Тоа не може да се опише, тоа може да се доживее. Така е. Да. Да. Бер Хелингер го вели информационо поле, или најдобро јас често пати споредувам, ако сте го гледале филмот Аватар, нели таму е Енија, која што преку корените, преку земјата е поврзана со сите, нели? Сите од племето се поврзани преку корените доле, ако ви текнува на филмот, на некој начин тоа е информационо поле, каде што ние уствари сме сите меѓусебно поврзани и кога ќе видите ние сме како енергетски битија сите и кога ќе се приближиме до некој чувствуваме, нели сега јас повеќе на енергетско ниво ако гледате, чувствуваме некој дали ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Тоа несвесно го чувствуваме во себе. На многу сличен начин истото може да се види
во полето со тоа што многу интересно, луѓе кои што не се познаваат, не ве познаваат, ви ја даваат точната информација и точно влегуваат во улогата на тој на кој што биле нели ставени да го представуваат. Да, но и затоа констелациите се феноменолошки метод, бидејќи не може, никој не знае како се отвара полето и како доаѓа информацијата. И затоа спаѓаат во феноменолошки и во алтернативна медицина. Да, мене ми беа, кога се сретнав прв пат со констелации, вака останав, бидејќи за мене психологијата нели е многу важна, меѓутоа ова ми беше над психологија, бидејќи на многу длабоко ниво, баш на ниво на душа, и затоа се вели нели дека работиш на душата, точно до душевно ниво, до внатре во тебе доаѓа информацијата и разрешувањето. И затоа се осеќа после една констелација од пола сат 20 минути ти во системите надвор може да ја осетиш таа промена. Луѓето околу тебе да се создава таа промена и го осеќаат истото и се менуваат работите. Може ли нешто повеќе околу полето се отвара на ниво на душа, колку ние сме спремни. Ако отидеме на констелации не сме спремни, значи ништо нема да видиме. Ако ни отворена душата и сакаме да си помогнеме, тогаш ќе ни се даде информацијата. Нема посебни техники на отварање. Само тоа се отвара. Нема. Тоа што луѓето имаат желба, оделиле време да дојдат да направат нешто за себе и ни го дава Господ, според Хелингер. Така е. Има едно прашање, Весна, од Марко. Може нешто повеќе околу техниката на поставување констелации? Дали има различни видови, вербална, невербална, тоа со зборење и без зборење, што е? Да, може да бидат индивидуални и во група. Во група, значи, еден е фасилитатор, тој што ја води, например, јас или Билјана, и од десна страна секој седнува клиентот или тој што одбира некоја тема која сака да ја реши. Значи, разговараме со човекот, правиме едно интервју зошто е значајна за него таа тема и дали има некои историски информации за неговото семејство, некој да се повторува тоа во семејството или било како. И потоа се одбираат представници од луѓето кои се дојдени на констелацијата. Може луѓето да не знаат во која улога се ставени, туку само да ги поставиме ние знаеме и да не знаат која е темата, но тој што е фасилитаторот ја знае и тој гледа во однос на нивните движења кај настанат проблемот и на тоа ниво се решава. Може да биде со зборување, може да биде тајно, како ќе одлучи тој што сака. Да. За разлика од индивидуалните констелации, тука теретот паѓа на двајца, значи тој што води на клиентот, и не секогаш можат многу сложени теми да се решат на индивидуално ниво. Во групни констелации може да се оди многу подалеку и на многу повеќе нивоа да се решава. За разлика од индивидуалните, не може толку многу да се оди. Сепак е ограничено и бара многу поголеми ресурси и издржливост на тој спремност. Да. Така да кажам. И затоа е многу убаво да ја знаеме семејната историја. Има едни прашања, јас ги имам, ако сакате можам да ви ги пратам. Ќе ги споделувам на луѓето кои ќе ми се пријават да дојдат на група, чисто да се истражите семејна историја, какви настани имало во вашето семејство. Да знаете. Може тоа да е поврзано да влие, може да не е поврзано. Но убаво да ги знаеме. Така е. Така е. Сега, пошто дојдовме до оној дел, еве Надјана напишала во Србија Министерството за здравство ја препознала техниката како превентива од болести. Марко вели неколку пати ја потенциравте страната лево-десно која е символиката. Мене, например, во водена медитација првично родителите обратно ми се поставија. Десна страна е машка страна, тоа е во христијанство и во религија е така. Лева страна е женска страна. Значи, од десна страна стои таткото, ама стои позади нас. Ако гледаме вака, тоа ќе биде значи позади нас е таткото од десна страна, од мајка, женска линија е мајка. Да. Може да застане од таткова линија неговата мајка од десна страна. Зависи со кого сме се поврзале. Да. Може да сме идентифицирани со баби дедовци. Значи, од десна страна, од таткова страна, негова мајка, баба од таа линија. Исто машкиот род од лева страна може да стои. Во принцип е така. Прашањата ќе ви ги испратам, да. Да, во Светска здравствена организација е признаено како алтернативен метод за решавање проблеми, е многу добар за во здравствени проблеми решава. Да. Никој не знае како, но има ефекти, ги решава. Да, има баш ќе поставуваш во констелација болеста и од тука излегува
од каде дошла и со што е поврзана и како може да се разреши. Така да тоа е навистина многу силна, Да. има точно и турска серија Another Self, која што ги разработува констелациите, ја има на Netflix, интересна е, јас исто ја препорачувам стално, фала ти Зоран. Ја Има уште една препорачувам. серија. Секс, Како? Лов и Гуп се вика, тоа е со Гвинет Полтро, серијски филм, во кој исто, тој е серијски филм за капл терапи, повеќе серии. Епизоди се, мислам сега дека беше 7, ама не се сеќавам, има баш методот констелации како парот го решава методот преку констелации. Може да ја Баш ке ни ја побарат на пишеш, YouTube. оваа серија не сум ја слушнала, што ја Лов, кажеш. секс и гуп се вика, малце е така сексуален, ама за возраст не може да гледаат. Може да научат нешто да им помогне. Ако, супер. Супер. Дечки, друго некој прашање имате ли што ве интересира? Ние од прилика ни беше идејата да биде како разговор, еве вака како што сега правиме. Имаме исто така подготвено во оваа нашава презентација. Сакавме да ви ги кажеме и нашите наредни активности кои што ни се во нареден период, доколку сте заинтересирани да дојдете. Весна ќе прави сега овој викенд семени констелации во МКЦ ми се чини, нели? Да, во МКЦ од 10 часот почнуваме. Од 10 часот може да се пријавите, на крај ќе ви ги покажам и нашите профили на Инстаграм, може да ги запишете или телефоните доколку ви интересираат. Јас ќе држам работилница, создади нова слика за себе. Ова беше дел од една програма што ја водев за време на короната, која што во себе ќе вклучи и фотографирање, ќе работиме преку креативно сликање, ќе работиме преку констелации, тоа ќе биде на 6 мај. На 16 мај ќе правиме семени констелации, системско скулптурирање, заедно со Анита, во рамките на клубот Патот на душата, со нејзе ги работам овие семени констелации, на кои јас работам семени констелации со шамански пристап, кој што е повеќе енергетски пристап, кој што го научив и го применувам од мојот учител Андре Каримов од Русија. И овој интересен семинар последниот, кој што јас лично ви го препорачувам доколку сте во можност да одите, е семинарот кој што ќе го држи Елица Великова од Бугарија, од Бугарската школа за семени констелации. Навистина е многу интересна женава, Весна го организира. Ќе биде во Берово од 3 до 7 јуни. Да. Да ни кажете што за Да, и овде се работи за периодот од фактички од самото раѓање до 12 годишна возраст. И бидејќи го спомнавме раѓањето, овде го поминуваме практично, значи имаме ребрдинг техника и Елица ги има интегрирано повеќе методи и многу е ефикасен и интензивен. Јас можам да споделам од моето искуство 20 години одење по семинари, ова за 5 дена ме реши. Мислам толку длабоко и целосно и ова е фактички за лична работа. Тоа што си барал милион причини зошто ме не вака, што ова, овде си ги наоѓаш и си ги решаваш. Е многу длабок и трансформирачки. Кој е спремен да се погрижи за себе, нека повели. Така, ова се семинарите, може да ги сликнете ако ви се допаѓаат, може да ни пишете. Да. На работилницата семени констелации може да дојдат како учесници, може да видат само, може како представително или да постават своја тема, они се избираат. Така е, може да размислете. Да. Може би некој што има искуство со семени констелации, еве јас гледам некој ги препознавам што биле кај мене, може би сакаат да споделат вака лично, да се уклучат и со камера, да не биде и на нас, да не биде само ја и Весна се гледаме, чисто да се охрабрите, да споделите каква промена работата преку семени констелации ви прави, бидејќи навистина има многу брзо, на многу подлабоко ниво. Така да ете тоа. Дијана создаде нова слика за себе, дел од онаа програма што ја водев, не сум сигурна дали ти беше на таа во 2022 година, кога имавме и фотографирање, нели? И тогаш имавме 5 недели, работевме на градење на внатрешната слика на себе, на зголемување на самодоверба. Сега ќе биде во рамките на една работилница, во која што ќе имаме и креативно цртање, нели, поврзано со себе и сликата во себе. Ќе направиме фотографија пред и потоа работилницата и ќе го направиме да биде интересно, не само интересно, туку да биде и креативно, на еден креативен начин, да речеме констелаторски, да дојдеме до себе. Имам објавено веќе на моите на социјалните мрежи, а ќе излезе сега во недела
нели, објава за настанот, а иначе како евент е веќе на Healthy Yoga и Healthy Life Skills може да го најдете. Јас ќе ви пратам линк од филмот и баш ја погодив таа со констелација, не ми се верува. Даниела прашува дали има опција за онлайн индивидуални. Има. Значи, онлайн исто се изведуваат Да. индивидуални сесии, исто како индивидуални што се работаат, така да постои таква опција. Дали учесниците во семените констелации лесно излегуваат од улогата од која ќе заврши? Ајде ти или јас моето искуство покажува дека лесно излегуваат улогата, но никогаш не е случајно зашто ние сме одбрани за таа улога. Така е. Значи, ако сме одбрани за некоја улога, ние веќе тоа го имаме во нас и на едно несвесно ниво ние си го решаваме проблемот. Јас често знам да кажам на моите семинари дека ја повеќе сум сработила во туѓи улоги, него со поставување на констелации. Исто и јас. Пошто тие теми некако повеќе ме погодиле, а не сум знаела ни што сум, ни како сум. Баш кај Владо Илич ништо не знаеш, ни кој си, ни што се случува. А јас чисто им Така препорачувам. да, има и техника, доколку некој не излезе, извини Биле, има начин како да излезе од влогата, може да му помогнеме. Мислам, има и начин за тоа да се реши. Ако чувствува дека премногу го обзема таа енергија. Да, јас им препорачувам, ако не се осеќаат вознемирени, не можат да спијат премногу, се уште се во тоа, кој ќе дојдат дома да се истушираат со солена вода, односно да стават морска сол во купката и кога ќе се измијат, солта ја абсорбира таа енергија, а водата ја однесува од тебе, така да тоа е еден многу добар начин за енергетско празнење, да речеме, ако премногу длабоко не само длабоко, туку повлечени сме од некоја приказна, што значи дека ние во нашиот систем постои истата приказна, затоа толку на некој вибрацијско ниво сме се поврзале. Има прашање за цената, еве јас прва ќе споделам. Редовна цена мене ми е 2000 денари за индивидуална констелација, но сега за семинарот во недела одредив, бидејќи е Великден, сакам да дадам нешто од себе и цената ќе биде 1000 денари за тие што ќе поставуваат констелација. Инаку редовна кај мене е 2000 денари, да. Биле можеш да се ја споделиш. Јас кај мене, кога работат тие што ќе постават своја констелација, цената е 3000 денари, а тие кои што учествуваат, цената е 1500 денари. Така да, тоа е цената за констелациите. Марко, повели, имаш рач. Ајде, Раче, здраво живо. Здраво, Фала ви за преубава дискусија. За мене значене ме потикна и да споделам и јас мои искуства со семени констелации. До сега, да, имам правено на последната семена констелација како мини семени констелација, многу интересно беше концепирана. Затоа и прашав колку е тоа ригидно поставувањето констелации, дали е вака правило или едноставно вие вака работите. Океј, ми дадовте одговор затоа што ова беше сосема поинако концепирано и беше како мини групи поделени на теми, работи, многу интересно, на лична констелација, групна констелација. Ми беше интересен хибрид модел. Иако претходно сум бил кај Весна како учесник, не констелирав. За мене е фасцинантно и кај Владе Илич првпат отидов. На негов семинар кај што се сретнав огромна толпа народ и за мене е фасцинантно две констелации на луѓе што воопшто не ги познавам, бев учесник, мислам така едноставно ме бираат луѓе за да им учествувам во констелациите. Исто и кај Весна ми се случи целодневно се работеше да одговорам и лично моето искуство излагање од улога. За мене беше, што знам, зависи од констелацијата, зависи каква енергија ќе почувствам, значи во некои констелации тоа едноставно беше за мене, во некој мораше да излезам од просторијата, можеби да се протресам малце поише, да се, не знам, едноставно самото тело, душа, ум, моето сепство, едноставно си го слушав во тие моменти што му е потребно и тоа и го правам и си го овозможувам за да можам
и себе си да се некако прочистам, еве без да нешто посебно Да. алтернативни техники да применувам материјални. Тоа е моето лично искуство. Топло Благодарам. препорачувам за Фала тие ти. што не се охрабриле до сега. Јас бев многу скептичен. Инаку мојот бекграунд е со Весна се знаеме од трансакциона анализа, Билјана исто имам сретнато кај Сашо тогаш неколку пати, може би се сеќава Билјана, јас многу добро се сеќавам на тебе, си ми маркантен лик. Фала ти за твоето излагање и присуство. Фала ти. Со Весна се дружиме и не знам, ми е ептен значајна во мојот живот. Да ти кажам, А, мене ми е значајна. Пошто Да. со Пилка ми почна да работи и мене ми е омилена сега. Ви благодарам. Но така многу моето доживување е дека што знам незината верба и мене ми влие јас да ја чувствувам со леснотија, да не мозгам многу. Измеѓу време во гешталт водите сум навлезен, целам кон сертификат. Се бавам со, активно сум вклучен во ментално здравје, исто специализирам психијатрија, при крај Браво. сум и со тоа. Браво. Поприлично со психијатријава скепсата ми се наголеми за вакви методи и затоа гледам што почесто да си доаѓам, затоа што тоа па цели премногу екзактно да биде, а не е све така. Мислам, од лично искуство, дека когнитивното не е само тоа, а рационалното е всушност еден вид одбрана од емоционалното и духовното. Да, баш така. Според мене. Благодарам. Фала ви за се што Фала ти. споделивте, многу интересни констелации споделивте и така. Едва чекам да констелираме во живо. Фала ти многу. Поздрав на сите. Поздрав. Еве имаш од Драгана порака, Весна. Може да го оставиме телефонот. Ја ги ставив на крајот на презентацијата нашите Инстаграм профили, никако тоа ми беше најдобро, може да ете го сподели телефонот, супер. Така да, дечки, еве некој друг ако сака нешто да ни сподели, Да. наскини. Чека, вака ќе направиме. Наде, да не сакаш ти? Сакаш, ама гласот кај е? Здраво и од мене. Чекај. Да Не видиме знам дали кој... Само да видам кој зборува. Јасно. Надица, здраво. Здраво. Повели. Ама нема веза, јас еве да се придружам. Биби знае какво е моето искуство со констелациите. Јас нереално брз резултати, брз ефекти имав од сите констелации. Последно бев сега минатата недела и уште наредниот ден имав позитивен резултат од тоа што излезе на констелацијата дека уствари ми бил главниот проблем со што сакав да го решам и да го освестам. Така што моето искуство е супер и ја многу сакам да работам, да секој пат освестам нешто ново, секој пат се враќам дома со нови прашања. Ама моето искуство е многу позитивно и многу ми го смени начинот на размислување и целата перцепција. Така што фала многу. Би сакала да дојдам следно пак. Супер, Надица. Фала ти многу што сподели. Фала ти многу. Ајде да видиме сега Надели кој сака да се приклучи. Наде, повели. Гласот го нема, Наде, само тоа да знаеш. Обиди се пак, обиди се неколку пати да видиш што е проблемот, тама некој друг измеѓу можеби ќе сака да сподели, да каже нешто, лично искуство, сузе здраво од која те немам видено. Тања сака. Да, додека Наде ја чекаме или некој размислува да се вклучи, јас би сакала да споменам моje искуство врска со семејни констелации. Топло препорачувам на сите. За прв пат се сретнав со семејни констелации пред 20 години, сега баш се пресметувам. На констелација кај Лидија Писотич од Малта. Бев прва година на едукација во гешталт. И тоа беше фасцинантен семинар и јас мислев дека магија некоја се случува.
Толку беше моќно во полето, толку мислам се осети таа енергија и толку ствари секој што беше во групата работеше на свој личен процес, што беше мистично со еден збор. Така да јас секоја година, значи дел од едукацијата ми беше да учествувам, меѓутоа и за своји лични потреби. Имав можност да учествувам и на констелација кај Владо Илич, еве кај Весна Стојменов, Билјана кај вас не сум била, меѓутоа верувајте дека е многу моćна техника и алатка и обично за теми во кои што се чувствувате како заглавени и како да ги носите, а не знаете од каде доаѓаат, топло ви ја препорачувам оваа техника, затоа што верувајте дека многу лесно се гледат работите и многу моќно се решаваат. Да, дека не е когнитивно, туку навистина на едно, ја викам енергетско пол, на Да, енергетски да, начин да. се разрешува све. И она Да, што како многу- што вели, Да, како што вели Јунг, синхроницитет, баш и така е, значи во полето се случува баш еден синхроницитет, затоа што мислам баш како што кажа и Весна, како што кажавте и вие Билјана, настанува едно ослободување. Кога се работи со душата, значи полесно е да се ослободи и процесот, а и да се излезе од таа контрола и од таа ригидност, односно да завладее баш таа спонтаност, за која што ние најчесто мислам, се ја зборам од свој аспект, и не си ја дозволуваме, а на тој начин си го кочиме и процесот. Овде е баш, мислам, спротивно на тоа. Тоа се гледа во групата, и кога се работи индивидуално, мислам, која се изнесува своја констелација и кога се работи во група на нечија нели, друга констелација, секој влегува со свој процес и секој излегува со некаков увид, личен. И мене најмногу ми се допаѓа Бил Хелингер што вели, нели, дека ние му служиме на животот, Да. а не на клиентот, толку ми е поголемо од било што и мислам дека затоа има толку вистински длабок импакт. Фала ти, Да, Татина. Да. И Благодарам. во констелациите се што правиме за љубов кон некого. Да, И љубовта е таа која не движи и ни дава сила, баш е тоа. баш така. Основната максима. Баш така. Наде не успеа да се уклучиш, гледам, не можам да се вклучам, може полето не дозволува, но е добро. Фала ти многу и благодарам, Наде, и ти што си тука исто така. Да, ти благодариме, Наде, на поддршка. И на сите кои се вклучи активно и пасивно. Се надевам дека бар едно мало делче нешто успеавте да се земете за себе. И ви стоиме на располагање. Тука сме, зашто и да е, може да не сконтактирате на мејл, телефон, на социјални мрежи и така. Слободно. Може да го завршиме ова наше излагање повторно со една добра кратка медитација, така се договоривме со Весна. Така да седнете удобно, ете ќе влезиме, пак ќе ве внесам повторно во светот на нашата свесност. Затворете ги очите и ослободете го целото тело. Она што може да го направите сега е што машките може да ја постават својата лева дланка на областа под папокот и десната да ја стават врз незе, а жените обратно. Додека вашата дланка е ставена некаде во областа на тантиен под папокот, фокусирайте се внатрешно на внатрешната тишина. Можете да го следите вашиот здив. На вашиот ментален екран пред вас. Замислете ги вашите предци. Некои можеби се уште живи, повеќето не се. Не е важно дали сте ги познавале. Вашата душа ги препознава. На вашата страна на вашата лева страна се наоѓаат сите женски предци.
Секоја ја гледате како има ставено рака на рамото на следната, создавајќи синџир од женска јин енергија, која што стигнува до вашето рамо. На вашата десна страна се наоѓаат сите машки предци во ист таков синџир од машка јанг енергија. Додека ги чувствувате или визуелно ги гледате позади вас, внатре во себе, ментално, повторувајте по мене. Кажете им денес: сакам да ви одадам почит на сите вас, мои предци. Јас сум дел од вас. Вие сте моето потекло. Сите сте дошле пред мене и ми го олеснивте патот што денес го следам. И му давам почит на оние што правеле добро и на оние што грешеле. На оние што преминале од другата страна и на оние што се се уште тука. Внатре од срце кажете им: јас не би бил тука без вас. Ве носам во моето срце, од целото мое битие. Погледнете кон левата страна преку вашето рамо и заблагодарете им се на жените од синџирот на жени од женската страна. Визуализирајте како ги облева златна светлина. Една по една, се додека не се создаде еден долг златен синџир позади вас. Потоа погледнете преку десното рамо и заблагодарете им се на сите мажи, машки предци. Видете како ги облева златна светлина, еден по еден. Се додека не се создаде долг златен синџир. Осетете таа светлина, како ве допира, доаѓа до вашето рамо и вие се полните со таа енергија, со таа светлина златна. Со секој чекор од десната нога го правите со таткото и машките предци. Секој чекор со левата нога го правите со мајката и женските предци. Кажете им: ве молам да ми дадете благослов, да бидам здрав, здрава, среќен, среќна, сакана, сакан и успешна или успешен. Јас ќе го почитувам нашето семено име и моите корени за секогаш. Изговарајќи ги тие зборови внатре во себе, осетете го, почувствувате го благословот од предците. И полека вратете ја свесноста на вашето дишење, на сега и овде. Полека може да се размрдате, да ги отворите очите. Ви благодарам на сите што бевте присутни.
што учествувавте. Се надевам дека овој разговор ќе ви биде потик за вашата лична работа на себе, независно по кој пат тргнете, со кој човек тргнете, нели, кој ве инспирира, кој не ве инспирира, сеедно, секој си го наоѓа оној кој што му е на некој начин, кој што може да му направи потик, така да од тој аспект сите еден на друг, нели, споделуваме, даваме и сме тука да помогнеме. Ете, толку од мене, Весна, ако сакаш ти нешто да кажеш. Да се заблагодарам на тебе, Биле, за ова што го направивме и за сите што беа дел со нас денес. Така. Фала ти многу и на тебе исто се разбира. Постојано зевав дали има некое значење, Емилија прашува. Зевањето значи дека енергетските канали во тебе, меридијаните, надите се викаат, таму кај што тече нашата животна енергија, се отвараат, бидејќи се одблокируваме. Сега јас ова од моето друго познавање што го имам. Така да зевањето е кога работиме на себе, особено кога има медитации, се отвараат каналите на енергијата да проциркулира. Океј е тоа. Ете така, фала ви на сите дечки, се исклучуваме. Се најдобро. Поздрав. Време е за спиење. Живи здрави, да. Фала ти, Марко.